Добре дојдовте во темата на неделата. На 25 мај стапија во сила новите правила за заштита на личните податоци во рамките на Европската Унија. Што тоа значи и со какви се последици се соочуваат компаниите, но и обичните луѓе? Новата регулатива се однесува пред се на компаниите во рамките на Европската Унија, но и на сите други кои имаат клиенти во Унијата. Јасно се пропишани правилата за собирање и користење на личните податоци, но се предвидени и ригорозни казни за оние што ќе ги прекршат. Многумина се сомневаат дека компаниите ќе најдат нови начини за заобиколување на регулативата. Серија нови мејлови на вашата адреса деновиве. Тоа е поради GDPR или новата регулација за заштита на податоците во Европската Унија. Мора да одобрите за да можете и натаму да користите одреден сервис или апликација, но под јасни услови и правила. Компаниите пак се обврзани да не ги злоупотребуваат личните податоци, а за секое користење да ги известат луѓето. Технолошкиот уредник на Reuters, Даглас Басвајн, појаснува. There's a feeling that these big platform companies, the social media, the e-commerce companies from Silicon Valley know too much about us, that they're collecting data, they're doing corporate surveillance, and in Europe, politicians, the people don't like it so much. Новите правила важат не само за бизнисите во Европската Унија, туку и за сите други бизниси кои имаат клиенти во Европската Унија. За компаниите тоа значи нема веќе криење на условите за користење на личните податоци во рамките на општите услови за користење. Како се заштитени податоците? Задолжителен одговор во рок од 72 часа во случај на протекување информации и казна до 4% од годишната добивка на компанијата доколку има злоупотреби со податоците. Големите компании мора да имаат и одговорно лице за заштита на личните податоци, кое ќе се грижи за примена на правилата. Ања Пропс, адвокат, смета дека компаниите ќе мора добро да размислат дали ќе ги злоупотребат податоците. But if I do so, and someone finds out about it, that's the end of my business. Because A, I could be subject to massive fines from the Commissioner, B, I could be sued by the thousands of individuals whose data I've processed, and C, I've got to think about the reputational damage that I suffer if this goes public. Дефиницијата за личните податоци со новите правила е проширена и на биометриските податоци, вклучувајќи ги и отпечатоците, како и скенирањето на окото, но и расната и верската припадност и религијата. Австрискиот адвокат Макс Шремс, кој веќе подолго време се занимава со проблематиката во врска со личните податоци, смета дека сега е многу битна строгата примена на овие правила. Basically, this business model of you get a free service and you pay with your private information, that is something that GDPR prohibits. I think the law is very clear on this issue. The companies just obviously violated, tried to kind of look the other way, and I think it's probably going to go down to penalties. Шремс додава дека клучна улога ќе имаат оние што го контролираат спроведувањето на правилата, дали ќе бидат ригорозни кон компаниите или ќе ги толерираат. И во Македонија се подготвува нов закон за заштита на личните податоци со цел усогласување со европската регулатива. Најмногу поплаки од македонските граѓани има за злоупотребата на личните податоци преку социјалните мрежи. Надлежните велат дека по пријавите од граѓани реагираат во најбрз можен начин. Граѓаните најмногу се жалат на повреда на личните податоци на социјалните мрежи. Во извештајот на Дирекцијата за заштита на лични податоци за 2017 година се наведува дека имало 376 представки за повреда на правото на заштита на лични податоци. 3 од 4 од овие представки се однесуваат на социјалните мрежи. Слична е ситуацијата и во претходните 2 години. Генералниот секретар на Дирекцијата за заштита на личните податоци Игор Кузевски вели дека најголем дел од овие представки се однесуваат на злоупотреба на личните податоци на Facebook. Па ние имаме воспоставено така наречена жешка, црвена линија, црвен телефон, со администрацијата на Facebook во Ирска, а во случај кога се случуваат злоупотреби поврзани со конкретно со мрежата Facebook, па и Instagram ке речем. Она што е важно, очекуваат граѓаните промптна реакција, што е за разбирање, но не е тоа секогаш возможно
и дирекцијата со максимални напори преку таа жешка линија обезбедува најчесто во 99% случаи реакција помеѓу 24 до 48 часа со цел да се помогне на оние кои што им бил злоупотребен профилот на Facebook или пак чии лични податоци били во поширока смисла на зборот злоупотребени. Најчести повреди минатата година биле пријавени на Facebook, Instagram, Skype, Twitter, YouTube, а имало и поплаки за злоупотреба на личните податоци на порно платформата Pornhub. Повредата на личните податоци зачести со брзиот развој на информатичките технологии и експанзијата на социјалните мрежи, не само во Македонија, туку и во светски рамки. За разлика од 2006 година, кога имало само 8 барања од граѓани за утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци, за 10 години тој број е зголемен за 50 пати. На 25 мај во Европската Унија стапи во сила општата регулатива за заштита на личните податоци. Регулативата има за цел да држи чекор со времето и генерално се однесува на заштита на личните податоци на интернет. Дирекцијата веќе има подготвено закон кој е во согласно со европската регулатива и кој треба да биде донесен годинава. Новата регулатива, односно новиот закон ги пресретнува ваквата нова реалност, дека обработката на лични податоци се случува најчесто, нема да речам секогаш, на автоматизиран начин, значи во електронски формат. Дали е тоа преку интернет, дали е тоа преку имейл комуникација, дали е тоа преку SMS комуникација, дали е тоа преку Skype, преку Messenger, преку Facebook, преку Viber и така натаму, преку било кој тип на комуникација, во основа се врши обработка во електронски формат. Следствено на тоа, ризиците од евентуална злоупотреба се драстично зголемени како такви. Во прва инстанца ќе речем злоупотреба на личните податоци, за во втора инстанца да биде најчесто да викам во пракса главниот напад, што е лукративната побуда во позадина. Се употребува лажен идентитет од некого со цел да се постигне некаква финансиска цел во втора инстанца, иако не секогаш најчесто така. Новата регулатива има за цел да ги минимизира ризиците од вакви злоупотреби. Тоа беше се во оваа издание на темата на неделата, во која се осврнавме на новата регулатива на Европската Унија за заштита на личните податоци. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.